Само човек кој има личен однос со Бог, односно со Светиот Дух, може правилно да го разбере писмото од Бог, односно Библијата. Човек кој е отворен за Светиот Дух, тој проповеда вистинско Евангелие, односно радосна вест. Додека его човекот, кој го има само знаењето на зборовите, кои се запишани во Библијата, тој наместо радосна вест и спасење, носи нови закони и му става ново бреме на човекот, за кој веќе Исус донесе ослободување. Јас ве повикувам да не слушате секово, туку молете се Светиот Дух да ви открие, кој само сака да покаже дека нешто знае, но води во погрешен смер. Зашто пишано дека и ѓаволот ја познава добро Библијата, но тој ја испревртува. И кога дојде да го напаѓа нашиот Господ Исус, тој не му кажа нешто што не е запишано во Библијата, туку прво го праша: гледаме тука, го чека во идентитетот. Ако си син Божи, за нас денес законот не важи. За сите кои сте во Исуса Христа, праша ето е: дали си ти во Исуса Христа? Ако си, тогаш нема повеќе никаква осуда. За тебе во Исуса и пишано Ако е средина или почеток, ќе пишуваше така, но така, туку вика. А законот беше, значи, не е повеќе, туку беше наш воспитувач до Христа. Понатаму вели: Христос е крај на законот. Јас мил сам дека крај на секој јазик означува крај. Готово е, не постои повеќе. Кој верува во Господ Исус Христос, за свој Спасител, тој е веќе ново створење. Старото помина и глеј, се стана ново. Пишано е и тоа дека, но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и кој се роди под законот, за да ги откупи оние што се под законот, да го примиме посинувањето. А бидејќи вие сте синови, Бог во вашите срца го испрати Духот на својот син, кој извикува: Ава, Оче. Затоа
Тоа не си веќе роб, туку син. Ако си силен, тогаш си и Божи наследник преку Христос. Галатјаните 4 од 4 до 7. Нема веќе закон, Нема веќе закон, не си веќе роб. туку си син на Бог. Затоа се осмелувам да кажам и дека Јас не сум повеќе само човек, туку ново човек сум сега. јас, ако навистина Бог живее во мене, а имам неговата природа, па што друго да бидам. Амен.